Понеделник 20 часот, почитувани гледачи, термин за уште едно ново издание од емисијата Мој став на М телевизија. Мојот вечерашен гостин е господинот Ѓорги Манасков, председател на Стопанската комора за енергетика на Република Македонија и независен кандидат за председател на Република Македонија. Господине Манасков, ви благодарам што прифативте првично мојата покана да бидете дел од Мој став на М телевизија. Како сте? Добро вечер, Викторија. Благодарам на вашата покана. Малку со грлото, али ќе се издржи. Мора да се победи на овие избори, но на честен и коректен начин. Пред се, сакам да ви известам дека во петокот, на 29 февруар, дека на пола кампања од постапката за собирање на подписи, увидовме големи неправилности кои што се случија за време на собирањето на подписи. Мојот став е секогаш многу реален, чесен и едноставен. Значи, сакаме да одиме кон коректни и фер односи према сите работи што се случуваат во државата и не очекуваме дека ќе наидуваме на препреки. Можам да кажам дека од самиот почеток, кога почнаме со самата кампања, ние поднесоме, да не кажам први, мислам дека втори бевме, барање ја поднесов за кандидат за председател на Република Македонија. Тоа беше во средата, 21 февруар, негдека по пладнето. Кога го поднесоме барањето, најмалку очекував обструкција дека ќе имам од страната на ДИК, што е Државна изборна комисија, реномирана институција и нешто што народот треба да верува во нејзе. Но сепак, веќе на 22 уште не почната кампањата треба да почне 23 март, во раните утрински часови од, да речеме, од 8 часот наутро, вечерта ги најавуваат кандидатите за председател на Македонија и меѓу 11 кандидати мене ме нема никаде. Не буваат само 10. Иако вторија поднесов кандидатурата, во моментот најбила медиумска грешка. Па, поради тоа, и мање више, викам, нека тргне од тука лошото, па другото нека биде подобро. Кои се причините за ваквите обструкции? Каде ги гледате причините? Од страна ИВ, како што велите на ДИК? Вака сега, ја ќе ви го кажам моментот што се случуваше и како се случуваа сите овие обструкции, па народот е свесен и знае што понатаму ќе се случи. Сабајлето на 23. Прв ден од трката за собирање 10.000 подписи, луѓето што беа нотарски подпишани од мене за поднесување на обраци во подрачните единици на ДИК. И веднаш почнал да ги носат битола, прилеп и така натаму. Наидува веднаш на препрека дека нема таков кандидат, вика. Значи, едноставно нема кандидат за кого може да поднесете образец за собирање подписи. Ја веднаш реагирав во Државната изборна комисија, го имав барањето заверено со штембил од ДИК и после некој одредено време се јави од ДИК, се извинуваме за направената грешка или за изгубеното барање и ај некако да ги опорават сите подрачни единици низ Македонија. Ние веќе тој ден го изгубивме. Али добро, и тоа, да речеме, помина. Повелете. Во неделата се одржи и ваша пресконференција, каде што конечно и официјално најавите дека го стопирате вашето кандидирање за председател на државата. Што беше клучно за тоа и зошто не истрајавте во таа борба? Ја не сум стопирал. Ја да застанам. Ја стопирам постапката за собирање подписи. Затоа што веднаш после тоа, на 24. од саботата, до петокот, да речеме, фактички со четврток 29, после 3 дена собирање подписи, наидовме на страшни
нереални, нечесни, некоректни и непрофесионални односи со лицата од подрачните единици. За да се уверам во сето тоа, решив и ја да појдам на терен. Добро. И појдов на терен во тие неколку подрачни единици, каде што ме посоветуваа дека од други градови доаѓаат, се собираат луѓе и собираат потписи за еден кандидат. После некое време, кога јас дојдов, гледам дека автобуси има од други градови, али тој вели, веќе 3 ден ние потпишуваме за истиот кандидат. Значи, истиот човек, не само што доаѓа од друг град, него и трет пат потпишува за истиот кандидат. Тоа е најстрого нерегуларно однесување на подрачните единици на ДИК. Реагиравте некаде? За да бидам сигурен дека нема да бидам изманипулиран, ангажирам луѓе од други градови да дојдат, да се потпишат и да имаме цврст доказ дека тоа го прават. Ако земеме во обзир дека одреден од кандидатите прв ден 0, втор ден 0, трет ден 0 и четвртиот ден доаѓа со 10.000 потписи. Ми кажуваа дека вика, за него се знаем, ги собрал, вика, со обраците прво потписите, луѓето се, вика, негови, само ги носи на лице место подрачната единица и пријавува дека во еден ден ги собрал 10.000 потписи. Дали е тоа нормално? Дали е тоа став на ДИК? Значи, тоа е најнечесно однесување и мојот став према подрачните единици прво што беше и што ги прашав, зашто не проверувате у компјутер кои се луѓето. Значи, компјутерите им се за украс. Никого не проверуваат. Како ќе добијат лична карта, се прават наудрени, взимаат личната карта, име, презиме, матичен број, потпис. Човекот доаѓа 3 пати, пак нека се потпише. ДИК нема никаква евиденција. Ова е најстрого Значи, според вас, нерегуларно однесување на ДИК. според вас, оние кандидати кои веќе ги собраа потписите, Ги собрале нерегуларно. на нечестен начин? На многу нечестен начин. Ние да докажеме, пуштаме луѓе од други градови и се потпишаа. И тоа ни е цврст доказ пред јавен обвинител да може ДИК да се стопира постапката и да се поништи. Значи, ваков начин на собирање потписи, каде што може едно лице да потпише многу пати, или со обраците да дадам јас по цело населено место да се соберат и да се потпишат од дома и да ги донесам у подрачната единица. Или, нека доаѓаат од секаде дека некоја потпишуваат, јас направив, кај мене исто, 100 луѓе, 100 пати се потпиша, ја ги имам 10.000 потписи. Значи, ако ги прифатат нивните, треба да ги прифатат и моите. Зошто? Сметам дека е тоа нерегуларно. ДИК нема никаква контрола. Значи, подрачните единици се 100% башабузлук, не функционираат. И сметам дека ова мора не само да се стопира, да се поништи, и сите 11 кандидати да идат во трката за претседателски кандидат. За да не биде обвинет ДИК за овие нерегуларности и штети што ги има направено на кандидатите. А зошто македонецот да го даде гласот за Ѓорги Манасков како кандидат за претседател на Република Македонија или зошто Манасков се кандидира за претседател? Вака, јас се кандидирам за претседател на Република Македонија затоа што не гледам слободен или способен човек кој што може да ги реши овој вид на нерегуларности во државата. Значи, ако албанците, за кои што секој им чест и немам ништо против, имаат моќ ова да го направат и никој ништо не им може, и никој не се осмелува да им каже, секоја чест, они можат не 10.000, 2 милиони да соберат потписи за една недела, за еден ден. Сметам дека нема маш
од ниједна партија, не дека нема маж има, али личност која што ќе застане да го брани суверенитетот, интегритетот и едноставно да се бори за човековите права на македонците. Голем дел од нив видовме дека се продадени. Голем дел од нив видовме дека дојдоа на власт за да се збогатат. Голем дел видовме дека се на власт за да организираат брза продажба и распродажба на Македонија. Македонија не е на продажба. И Македонија мора да се врати, како што научил Аристотел и како што се борал Александар Македонски. Како човек од бизнисот, председател на Стопанска комора за енергетика, ќе ги движи политиките во државата како председател? Вака, председателот има надлежност да ја води надворшната политика и врховен командант на државата. Јасно. И другото, има и многу други надлежности. Јас како председател на Стопанската комора за енергетика решив да ја доизбуткам мојата одговорна работа, да Ивана се врати во државна собственост, можност да се приклучиме кон БРИКС. Значи, Европа и Америка беа долго време во Македонија. Не видовме големи благодети, али Америка ни ги отвори очите. Најголеми трговски патник на Америка е Кина. Затоа јас сум председател и на Македонско-кинеската стопанска комора, каде што со кинезите ќе направиме нов потек и ќе почнеме инвестиции во Македонија за развој на стабилност. Изградба на Чебрен галиште, Вардар Пловен, трговски центри, големи логистички центри и Македонија ќе почне економски развој. Балансирање на развојот на Македонија со Кина. Ние не можеме толку да произведеме колку што Кина може да ни убезе. Доволно ние купуваме од Кина, али Кина може и од нас да купува. Затоа постои таа Македонско-кинеска комора и затоа е патот подобро да се свртеме кон тие што ни нудат помош, а не кон тие што ни ветуваат лажни. Да, ќе се 20 навратиме години. малку подоцна за сите тие активности таму во тој дел. Да продолжиме со делот за кандидатурата за председател. Како ќе ја продолжите вашата борба? Ја стопиравте постапката за собирање потписи. И ја поништуваме. Добро, како ќе продолжите? Значи, им даваме рок. Во барањето има рок. Доколку не го стопираат веднаш, постои постапка со јавен обвинител и тужба. Доколку не го стопираат и сите да не предложат за кандидати да влеземе во трката против ВМРО и СДСМ, кои што имаат можност преку пратеници 30 пратеници да излезат за кандидати, тогаш ние, мислам јас, со сите партии, со сите здруженија, кои што ја видовме играта, Гордана Пендаровски. Како ќе го И искоментирате пред 5 години- изборот на тие кандидати од најголемите политички партии, господине Манасков? Како? Како го коментирате изборот на кандидатите на Тоа најголемите? го видовме и пред 5 години. Значи Гордана Пендаровски ништо не направи, Гордана изгуби. Истото и сега ќе се случи. Тоа се вашите предвидувања за овие избори? Ако не го направат фер, ако мислат дека се во дик и држат позиции од ВМРО и СДСМ и сакаат нас да не тргнат и да не уништат, сгрешиле. Значи нема да има председателски избори тогаш. Ќе се бориме, ако треба ќе ги поништиме. Али луѓе кои што се неспособни да ја водат државата, нема да дозволиме. Сметам лично, затоа што доколку ВМРО застанаш и кажеш со конвенција ќе поддржиме кандидати, ќе скоча повише. Сигурно немаше да биде, немам ништо против Гордана. Ќе скоча и да прави само штета на жената, што се чувствува непријатна состојба. А Зошто Пендаровски, мислите дека се чувствува непријатно состојба? па затоа што ја извадија, она да биде, може она и не ќе. Она сама изјави дека еве повторно мене пикаат да се кандидирам за председател. Пендаровски видовме дека ништо не направи за овие 5 години. Македонија дојде на многу ниско дерече. Вчера или овие денови гледаме, ние сме заробени во својата земја. Не можеме од својата земја да искочиме во друга земја. Сите земји не почитуваат и не дозволуваат
да се шетаме низ сите земји. Али ние не можеме од нашата земја, затоа што со 56 пратеници изгласале дека не можеме да излеземе. Дали е тоа срамот? Заробен од своите партии во своја земја. Сметате дека и после 5 години народот нема да избере подобра? Велите Гордана ќе изгуби, Пендаровски ќе победи, ќе Не имаме реков Пендаровски ќе истата ситуација како пред Не 5 реков ни години. Гордан ни Педаровски дека Да, ќе победат. споменавте дека ќе имаме истата ситуација, Не доколку го Дик велам не вака. реагира. Нема да дозволиме да победат они. Ќе победи било кој, ама нема они да победат. А најдобро е да се избойкотираат и на крај да видат тие две партии дека сепак овдека постои народ македонски, дека во Македонија постојат македонци кои што доволно тие тргуваа со народот. Значи, има партии кои што ќе се борат за македонска слобода. Решение ќе биде бојкотот решение според вас? Алтернативно, доколку не се Алтернатива, сменат ако работите? не го средат оба, бојкотот е решение, значи доволно владеат партии, веќе 30 години и ништо не прават. Значи, најдобро решение е бојкот. Ќе го вратили Македонија Евана во државна собственост? Мора да го врати. Како? Како знам ќе го врати. Тоа е моја задача, јас сум се земал како врска. Веќе долго време се борам. Имам доста проблеми. Али како председател, доколку бидам, прво што ќе направам, ќе најдам начин како да го вратам. И Евана да плати за овие 20 години сите манипулации што ги правиле штети, дебело финансиски да Македонија обештети. Така, вие сте доста успешен поединец и преку вашите фирми. Какви деловни активности најавувате, какви политики покрај Македонско-кинеската стопанска комора, која што исто така долго ја најавувате? Што да очекуваме во тој дел? Значи, прво што ќе направиме е да се врати името. Значи, да се поништи Преспанскиот договор. Второ е, откако ќе се поништи Преспанскиот договор, да се отпочне соработката со Кина, со БРИКС, земји кои што реално се развиваат во економска и финансиска стабилност, изградба на чебрени галишта, договор за кој што е веќе со години во план и веќе во последно време многу се актуализира изградба на Вардар пловен до Дунав и логистичкиот центар кој што откако ќе се изгради, ќе биде Македонија една од најаките централни европски трговски логистички центри. Голем дел ќе се изборам како председател Охрид да го направам православен центар на сите православци од цел свет, поврзувајќи ги сите православни земји. И Охрид да биде центарот на сето православие. Така да има уште многу проекти. Го чекам денот 8 мај, каде што народот ќе ме детално сослуша и ќе се изборам против сите кандидати и при тоа ќе добијам председателската функција на државата. Сметате дека се разликувате од останатите кандидати, дека сте За многу. различни и автентични? За многу. Во секое време, во секој поглед. И во интелигенција, и во знаење, во што сакаат може да дискутираме. Ја немам ниту еден ден државен стаж, а они немаат ниту еден ден приватен стаж. Кажете ми еден од нив, мислам од овие што ги дискутираме, кој од нив работел приватно, што работел, колку успеал. Ја во моментот водам 5 компании плюс 2 комори, најголеми во државата и од големо значење. Ќе се смени ли состојбата и сликата за државата после изборите? Каде ја гледате иднината на Македонија? Вака, после изборите, реално, доколку се решат работи околу
председателските избори нормално. Ако не се решат, нема да дозволиме да помине. Се плашам дека тој што планира да добие парламентарна власт нема да се собере, може ќе победи на избори, а нема да формира влада. И единствено ни останува да се отпочне со еден нов вид на борба да македонскиот народ се освести. Затоа што не избега македонскиот народ од државата. Се освести и на тој начин свати дека мора само на правилен и честен начин да се води една држава, а не на систем да се поддржуваат двете партии нон-стоп и постојано. Оптимист сте дека ќе се промени тоа? Дека... Вака ја ќе ви кажам. Секој час повторено на албанците. 2 милиони потписи ги собират за еден ден. И ако има 1 милион жители, они ќе ги соберат. Македонци вај ќутат, гледаат и не мрдаат. Ја не сум од тие. Додека не ги разбудам македонците и нивното его, дека треба да почнат да размислуваат и додека не им ги укажувам овие работи, додека не се нормализира, сметам дека нема ништо да појде напред. Во изминатиот период активни бевте, претпоставувам, и на терен. Каква е состојбата таму? Што гледате по меѓу македонскиот народ? Ќе има ли промени? Нема македонски народ се иселија. Значи македонците, тие што останаа, тие немаа можност да се иселат. Треба да се створи политика за да се вратат. Значи треба да се створат плати, пари, тоа што јас го нудам, да донесам свеж капитал во државата, за да можат македонците од цел свет да се вратат назад во Македонија. И да почне Македонија се развива во позитивна смисла. А не тоа малку доколку не ги пуштат по сошите и сите тие што стана и тие да избегаат. Значи, едини начин е да се почне од почеток со правилен избор, со правилни потези, а тоа е економски и финансиска стабилност на државата и пред се подобрување на политичката состојба без корупција. Значи, здравството, образованието, да го сочуваме и вратиме суверенитетот и интегритетот на македонците. Да им дадеме надеж дека ова е Македонија и е на македонците. А не да бидеме граѓани од вторет. Меѓутоа, тоа не би било толку лесно. Сметате дека се потребни суштински, коренски промени во државата? Нормално. Како ќе ги... Па тоа е тоа. Значи, поред, комплетно, со економска стабилност. Луѓето си се минуваат затоа што немаат финансиски средства. Кога македонците ќе почнат да заработуваат по 2, 3, 5 илјади евра плата, како што заработуваат во Германија, Швајцарија и така натаму, тука ќе му биде супер. Тука му е одлично да живе. Оно тука си заминал затоа што не може да го прерани своето семејство. Не може да обстане. Од први до први минималната плата не може да се прехрани. Едини начин е економското решавање и финансиското решавање на едно семејство, за да на него веќе не го интересира политика. Него едноставно го интересира семејството, децата, животот, да ги прошета, да ги обучува, доколку не дај Боже се располат, да ги унесе во вистинско здравство. Немаме доктори, немаме физијатри, немаме специјалисти. Се ни замина. Че сето тоа треба да го вратиме назад. А не да увезуваме од Непал, од Малезија или не знам од каде. Господине Маносков, при самиот крај, кои се вашите очекувања? Очекувате да реагира ДИК? Како ќе продолжите? Мора да Повторно реагира ќе ве ДИК. прашам. Значи мора да реагира, мора да го стопира, мора да ги поништи овие и мора да не пушти да излеземе на претседателските избори. И доколку излезете, очекувате ли голема поддршка? Очекувам победа.
Ви благодарам за разговорот, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Останува да видиме што ќе се случува секако и по вашето барање и секако по самите избори. Се гледаме во некоја наредна прилика на МТелевизија. Ви благодарам, почитувана Викторија, и извинете за мојот глас малкуцка од говорите ми е зарипнат, така да кампањата го оправдува сето тоа. Почитувани гледачи, и вам овде ќе ви се заблагодарам за вниманието. Се надевам дека успеавме да го задржиме овие 20 на 30 минути вашето внимание. Разговарам со господинот Ѓорги Манасков, председател на Стопанската комора за енергетика на Република Македонија и независен кандидат за председател исто така на Република Македонија. Останете на МТелевизија, проследете ги останатите содржини, а со мене се гледаме за 7 дена од сега во новото издание од емисијата Мој став.